Господин Фаризи, недела на нови политички пораки, би рекол политичкиот мол го прекина првиот интегративец Али Ахмети, кој што денови во последните изјави буквално се закани дека доколку институциите изречат казна за поранешниот функционер Бектеши, интегративците ќе излезат на улица, но и ќе бараат предвремени парламентарни избори. Како гледате на овие политички пораки? Тие секој момент го користат за да го вметнуваат државата, односно да ја потуркуваат државата во парламентарни избори. Единствената нивна цел е секој политички момент, односно секој што ќе се превземе од страна на владата против криминалот и корупцијата, да го канализираат дека е тоа против албанците, со цел држава да ја протуркуваат во политичка криза, за да предизвикуваат парламентарни избори. Тие знаат точно дека ако се провлекува политиката во државата, односно ако нема предвремени парламентарни избори, тие не можат да го дочекуваат како политичка партија за да можат да конкурират со другите политички партии во следните парламентарни избори, ако тие бидат регуларни. Нивната цел е под секоја цена да предизвикуваат кризи, политички проблеми и да ја протуркуваат државата на предвремени парламентарни избори, бидејќи само во ова година не им оди во полза, а користејќи го и моментот на Арбен Таравари, кој по секоја цена најверојатно и се координирале за да идат заеднички во локалните избори, а потоа и на парламентарни избори. Да, го спомнавте Таравари, од негова страна тој пак веќе и во последните јавни настапи не е никаква тајна, цело време одеше со изјави во тоа дека за локалните избори практично ќе настапат сами, што практично тоа ќе значи, бидејќи се чини дека сега топката повеќе се префрла во албанскиот политички блок и што тоа ќе значи за владината коалиција. Арбен Таравари ги менја ставовите како на него ќе му одговара, тој во ниту еден момент нема шанси да оди сам на избори, бидејќи ќе нема партнер кој би му помогнал, особено да излезе на втората рунда во општина Гостивар, бидејќи тој е локализиран во таа општина кај он мисли дека е посилен, односно повлијателен од другите политички партии. Така што јас мислам дека Арбен Таравари никогаш нема да оди сам во локалните избори, под еден услов само ако станува дел од владата. Во последно време се погласно се говори, барем политичките актери се погласно говорат за предвремени парламентарни избори заедно со локалните, колку тоа е возможно. Јас мислам дека владата има доволно број во парламентот и пред се топката е во кај ВМРО-ДПМН и јас не верувам дека тие ќе ризикуваат кои имат доволно пратеници во собранието, околу 50, нели имат 58 пратеници. Јас мислам дека првиот тест ќе им биде локалните избори, може да се служат парламентарни избори, се дека они однапред нема да се тестират во следните локални избори. И само кратко, практично премиерот Мицковски веќе најави дека не ја исклучува можноста за средба со Таравари, која што може да се случи во текот на овие денови. Каква средба може да биде тоа и што може да се очекува од истата? Најверојатно притисокот од страна и на народот и од страна на Влен, а и внатре од другите коалициони партнери е дека Арбен Таравари, бидејќи во комуникација со Али Ахмети, не може во двојни аршини да води политика, односно да биде дел од владата, а да се работува со опозиционерска политичка партија како е ДУИ и владата го пресметува, односно го оценува дека е законувачки за нив, бидејќи е политичка партија која највнеше зло му има донесено на државата во последните 7 години, така што јас мислам дека тие ќе има два начини како може да одлучуваат. Директно Арбен Таравари да биде од влада и да му даде гаранции на премиерот Христијан Мицковски дека во следните локални избори нема да сработува со ДУИ, а втората варијанта е, јас мислам дека највозможната тој да биде избркан од страна на премиерот, односно да е отстранет од страна на владата. Господин Фаризи, ви благодарам за овој краток разговор. Ви благодарам и на вам и се слушаме се гледа. Поздрав.